Мир вам! Народот што седеше во мрак, виде голема светлина. И на оние што седеа во место на сенка смртна, им огреа светлина. Од тогаш почна Исус да проповеда и да говори: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. И кога ја отвори устата своја, ги поучуваше и говореше: блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божии. Блажени сте вие, кога ќе ве гонат и прогонат, и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови, важно заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Кај вас дојдов, оти се слуша дека сте луѓе правдолюбиви и верни во Божјото дело и дека праведна душа имате. Како оној што ме испрати да бидеме негови представници на земјата, да ви се придружам дојдов. А знаете ли вие, македонци, дека кога дојдовме во Македонија немаше ниту една црква нешто да ни даде или нешто да примиме освен вас самите? Така што станавте образец за сите верници во Македонија и Ахаја, така што нема потреба ние веќе да зборуваме. Старото име од антика за Бог на македонски е Драи Патер. Тоа значи небесен Отец. Ах, колку си не возлюбил татко наш, си не запишал во Божјото Слово. Пишано е во Библијата дека Бог ги дава имињата на народите. Бог што составил човек да не разделува. А нашиот татко запишал: ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ми. Апостолот Павле вели: по тоа видение ние разбравме дека Господ не повикал там долу Македонија да го шириме светото Евангелие. Бог запишал македонец, македонци, Македонија, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Два народа се важни во Светото Писмо: евреите, кои се народ кои имаат завет со Бог, и македонците, кои сте вие, кои сте го повикале Бог: дојди во Македонија и помогни ни. Така дојде христијанството, низ Македонија помина. Бог понатаму вели: ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија. Македонија е избран сад, возлюбена од Бог. Бог ни дал име, Бог не запишал, Тој не создал. Кој сака да не избрише? Македонец е име, народ, именуван, создаден и запишан од нашиот небесен Отец. Кој сака да не избрише? Дали ние сакаме да се избришеме? Дали ние ќе се откажеме од нашиот небесен Отец? Ќе го избришеме своето име? Ние остануваме македонци. Бог дава право на избор. Го создаде Бог човекот од прав земна. Му дувна во душата дух животен.
и човекот стана жива душа. Потоа Бог дава право на избор. Ние избираме, го избравме Исус Христос. Дојде во Македонија, ни помогна, се прошири Евангелието, остануваме македонци, остануваме благодатта Божја, дадена на црквите македонци, остануваме оние македонци кои не запишал нашиот небешен Отец. Татко наш, ајде сите заедно. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови и во векови. Амин. Ако е Негово царството, и славата, и силата, Негови сме и ние, македонците се Негови. Тој не запишал да именувал. Татко наш, во името на Исус, остануваме македонци. Но Бог е љубов. Кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Кој не го љуби братот свој, пребива во смртта. Пишано е, простете и ќе ви биде простено. Пишано е, моли се за непријателот свој. Благословувајте ги оние што ве колнат и молете се за оние што ве навредуваат у клонат. Ние македонците победуваме со љубов, како што Исус велеше, победи го злото со добро. Ние сме народ возлюбен од Бог. Те сакаме Господи Исусе Христе, потребен си ни повторно, дојди во Македонија и помогни ни. Остануваме со Тебе, остануваме како што си ни именувал и запишал, остануваме македонци. Амин. Татко наш, во името на Твојот Син Исус, ја предавам Македонија во Твои раце. Знам дека не љубиш и се грижиш за нас. Те сакаме Господи Исусе Христе, да сте ми живи и здрави. Илинден, Илија е старозаветен пророк, стар 900 години пред Исуса Христа. Заре можеле македонците да го познаваат и да го слават Свети Илија, ако не постоеле токму од тоа време? Тоа се сопаѓа со Каран и првата македонска земна династија од античка Македонија. Ние не сме туку така, не сме некои дојдени постмакедонските идентитети. Нашите соседи треба да научат од нас како се љуби. Македонец е човек запишан од Бог, кој љуби, кој простува, кој пее, се радува. Тоа е македонец. Дали сме такви ние? Македонија останува со љубов во срцето. Амин.